Добре дојде за моите гости во студио Александра Филипова од средношколскиот пленум, од Никола Карев сте вие, и Исмет Шабановиќ од Јосип Брос Тито, исто така член на средношколскиот пленум. Двајцата сте од Скопје. Да. Вие најавивте, односно средношколскиот пленум најави во четврток дека ќе маршират, се работи за голем протест на пленумот. Кој е планот? Вака, средношколскиот пленум под водство на средношколскиот пленум во четврток ќе се организира генерален марш. Под водство на средношколскиот пленум, затоа зборам, ќе се повикуваат сите, професорскиот пленум, наставничкиот, студентскиот, сите граѓани, родители, загрижени граѓани за образовниот систем кој е во катастрофална ситуација, кој мора да се вади, темелот мора да се биде поставен. Ова не го правиме за сега, ова го правиме за идните поколенија и тоа е она што го бараме. Тука бараме солидарноста, тука го бараме масовноста, бидејќи сите сме свесни дека доколку образовниот систем откликне на било која основа, крахира една нација. Оваа нација веќе не може да обстои на тој начин, не може да просперира доколку образовниот систем на било кој начин е деградиран. А со ваквите реформи, со ваквото игнорантско однесување на Министерството за образование и наука, тоа е во целост. Ние во целост сме игнорирани, значи 3 недели, ова е трета недела, 20.000 средношколци бойкотираат настава, 5 најголеми гимназии во оваа земја. Најголемата идна академска сцена не оди на настава, не ја посетува со една цел, не за да бега. Нашите бойкоти не се не се на улица, не се дома, туку се во школата. Тука ја водиме битката за подобро образование. Не, Бори, да. Господице Филипова, кажете ми, ве молам, вие ги доставивте барањата до Министерството за образование, до министерот Адеми, немате никаков повратен одговор? Немаме никаков повратен одговор, значи средношколскиот пленум поднесе неколку барања, 2 од тие барања беа поднесени по втор пат на вториот марш, одговор се уште на тие барања нема, родителите само иницијативно си поднеле и своји барања кои што се во целост исти и слични со нашите барања, со барањата на средношколскиот пленум, меѓутоа одговорни на тие барања нема. На последниот марш поднесовме барања за транскрипт од диалогот помеѓу Унијата на средношколци и на тоа барање одговор нема. Добро. Што се ги споменавте вашите родители, односно генерално родителите, притисоци дали се уште има и кон нив, и кон вас, и за каков тип на притисоци сега се станува збор? Секако е дека постојат притисоци во целост, значи од ден во ден. Најде како може бидат по некој си стадиум спласнуваат, па повторно како да е некоја затише пред бура прават постојано. Ние сме спремни, ние никогаш не подкрепнуваме да бидеме онака, па сега нема да имаме притисоци, ореду прекина. Не, туку секогаш сме тука, секогаш наши координативци се во училиштето, спремни за разговор, спремни за тие притисоци да ги прифатат и директори. За кои станува збор притисоци, ве кажете конкретно? Пример има милиарда. Притисокот типот дека добиваат неоправдани, типот дека нема да полагаат матура, дека нема да се запишат на факултет, дека се затвораат ли училиштата? Става ли катанец? Не. Како што велеа некои студенти и дури емитува и снимки од затворање на средношколски, дали да, тоа беа за маршрутите. Значи, се правеше во некои училишта, средни училишта, се затвараат деца за време на маршот да не искачаат, да не дадат поддршка за средношколскиот марш, но еве сега откако тргна бојкотот, секоја школа бара некој компромис со школото да се намали тензијата, да се најде некој компромис како би движел самиот бојкот во школото. Значи во некои школи евиденцијата се води од штандот кој е сегде поставен внатре во школите, каде што секој ученик доаѓа и се подпишува дека е тука присутен, не дека е на кафе или било каде. Јас повторно ќе потенцирам, ние битката водиме во срцето на образованието, тоа е школото каде што подржуваат ли професорите? Знаете како, да не се лажеме, има професори кои не подржуваат, има некои кои не осудуваат, не можеме да кажеме осудуваат, повеќе битката наша ја гледаат на некој друг начин, а има секако и оние што не осудуваат, секако голем процент на професорите не подржуваат, но сепак и кај нив страват од огромен. Од што се страват? Од основа сега знаеме како живееме.
се плашат од тоа да не бидат санкционирани од управата на училиштата, се плашат од тоа да не изгубат работа, тоа е екзистенцијален проблем на професорите. Ние тука успешноста на средношколскиот предмет, бидејќи секој човек разбира, не и покрај тоа што тие не исклучуваат, ајде да кажеме, официјална поддршка, пак доаѓаат совети. Секој совет на средношколецот му е многу важен. Ние сме сепак деца, сепак не сме научени на бојкот. Не ни треба да бојкотираме, ама знаете како, пак ја потенцираме. Овој народ својата битка ја водил и преку перо и преку писмено, дека тоа не може се направи, тој се кревал на оружје и на бомби. Да, дали ќе ви се придружат тие професори на маршот? Се надеваме дека ќе ни се придружат на маршот. Голем проблем ни е тоа што маршот е закажан во 12 часот. Не знаеме дали ќе можат да излезат од работа, но меѓутоа најавено ни е дека и родителите, и студентите, и професорите ќе дојдат да ни се приклучат и да ни помогнат во што поголема бројка. Тие веќе викендов има и состаноци едни со други и меѓу себе и заедно за да се договорат на кој начин најмногу би можеле да ни помогнат и на кој е правилниот начин да не поддржат без да има некои дополнителни санкции, закани, притисоци откако ќе видат дека сите заедно сме се сдружиле за нашата кауза. Има и притисоци кон родителите, нели? Да. Секако. Да. Знаете како? Од кој тип се тие притисоци, освен оние 2000 фамозни 2000 евра кои се споменуваат? Освен тие фамозни 2000 евра на неколку од родителските во некои од средните училишта во Скопје има притисоци од типот повикана родителска само за бојкот, каде што на родителите им се даваат документи да потпишуваат дека нивното дете нема да бојкотира. Сега позитивното тука е што родителите не потпишале ништо вакво и тука гледаме таа поддршка што можеби тие не можат да искочат од работа и да бојкотираат со нас бидејќи ќе изгубат работа, но меѓутоа таква некоја поддршка нас многу ни значи. Да. Знаете како нас не треба родителската помош, ама верувајте, нашите родители исто така некој плаќа данок за тие да работат, за нивниот сектор од обработувањето, за некоја целна група да биде покриен. Не може татко ми секој ден да доаѓа пред мони да бојкотира. Некој родител и некој дете зависи можеби од неговата работа, за кој народот секој 30 ден во месецот плаќа данок за татко и мајка ми да работи. Да, говорите за јавната администрација. Да. Добро, власта постојано ги обвинуваше и професорскиот пленум, се разбира и студентскиот пленум дека се директна продолжена рака на СДСМ на опозицијата. Дали Секако. има и дали има обвинувања и кон вас? Етикети на кои ние навистина не обрнуваме внимание бидејќи се гледаме својата работа. Нашата работа е да средношколскиот глас да се крене, да не биде веќе погазен, да бидеме на масата каде што се решаваат некои работи поврзани со нас, да биде тука и наставници, дебати нема никогаш повеќе да дозволиме. Нашата борба е до крај, нема никогаш повеќе да дозволиме закони да се носат во 3:30 навечер некомпетенти, без дебата, без било каков разговор, не со нас како средношколци, ама и со директните инволвираните актери, со професори, со родители, сепак сите се тие дел од тој образовен систем, сме само ние средношколци. Добро, ако ви се приклучат партиски членови на маршот во четврток кој е закажан, дали ќе ги повикате да не ги носат, да не користат воопшто партиски обележја, знамења, символи? Знаете како, средношколскиот пленум е во тоа дециден. И за време на бојкотот секој ден стои платформа во која се повикува никакви партиски, етнички, религиски истакнувања, било какво знамења, било какви транспаренти или пропаганден материјал од тој сектор нема да биде дозволен и тие луѓе нема да го представуваат средношколскиот пленум и маршот што ќе се одржи во четврток. Ние сме за тука децидни, ова е над средношколскиот пленум, е нешто над тие стереотипи можеби за кои се фаќаат сите делби во општество. Ние сме над тоа, ние сме сплотеноста, масовноста, тоа е нашата сила. Ние тука гледаме клучот на нашата победа, што се уверени дека ќе ја добиеме на крај. Бидејќи аргументите, законот и Уставот на Република Македонија како најголем акт се во целост на наша страна. Верувајте, 2 недели помина, Адеми не прима на средба, игнорира дециден дека 2 пати се поби, искачи 2 пати во 2 недели, рече дека ќе не прими, па самиот се поби. Веќе гледате дека контрадикторноста и во самите нив ја гледаат. Ние не го обвинуваме Адеми, ние знаеме дека и над попот има поп и тоа е исто така успешноста на средношколска пленум. Никого не осудуваме и никогаш не наредуваме. Ние даваме предлог. Ние кога влеговме во училиштата не влеговме со начин на сила дека ќе ги избуткаме децата. Се собравме во холот и слушајте не. Доколку ја прифаќате нашата кауза, поверете
дојдете, придружете ни се, додека не, слободно вратете се на часови. Никого не наредував и тоа исто Не спрешноста на средношколскиот пленум. Да. И кој е планот? До каде одите? Доколку не бидат овие ваши барања услишани и воопшто доколку не бидете примени? Нашите планови за сега нема да згаснат. Ние секојдневно имаме состаноци за да одлучиме што понатаму. За сега останува бојкотот и маршот. После маршот ќе се состанеме повторно на состанок каде што ќе одлучиме што ќе правиме понатаму. Конкретни идеи имаме, но меѓутоа бидејќи не се изгласани официјално, да не ви ги кажуваме сега, нема да биде фер спрема другите. Откако ќе пројде тоа се на интерни пленуми, откако сите ќе изгласаат дали се за или се против тие идеи ќе бидат пуштени во јавноста. Тоа е Се директно гласање, директна радикализација во демократија. секој случај ќе постои. Бојкотот до некаде вродува со плод, бидејќи Каква радикализација? Пак ќе кажеме, не можем, да, има, ама останува посен четврток. Верувајте, не е изгласано и не сакаме да бидеме некои си истакнувања пред време. Средношколскиот пленум движи според мнозинство и она како ќе биде изгласано во моментот кога ќе биде изгласана таа кауза за радикализација на оваа ситуација околу средношколскиот пленум, ќе излеземе со пресконференција на која сите ќе бидете побитни. Да. Добро, јас благодарам што бевте го. Фала ви на вас, Благодарам. на средношколскиот пленум што издвоивте време.